Со разменување на по еден лист хартија со шефот на државата Ѓорѓе Иванов, председателот на СДСМ Зоран Заев стана мандатар. Тој во име на парламентарното мнозинство ја прочита писмената изјава на која е лично потпишан. Со неа се гарантира заштитата на унитарноста, територијалниот интегритет, уставниот поредок, мултиетничноста. Гарантираме дека процесот на носење на одлуките за граѓаните на Република Македонија ќе биде во согласност со основните демократски принципи и владење на правото, не доведувајќи ја Република Македонија во положба на подчинетост или зависност спрема друга држава. Ниту еден документ, платформа, декларација, акт или действие кои би биле спротивни на погоре наведените ставови не може да бидат услов ниту основа за формирање и дејствување на владата на Република Македонија. Благодарам. Председателот Иванов пак рече дека го доделува мандатот според член 84 алинеја 1 од уставот на коалицијата предводена од СДСМ, која го предложи Заев за мандатар. Пречките за доверување мандат за состав на влада на Република Македонија се отстранети. Денеска пристапуваме кон исполнување на член 84 алинеја 1 од Уставот на Република Македонија за определување на мандатар за состав на влада на Република Македонија. Коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, која има мнозинство во Собранието на Република Македонија, го предложи господинот Зоран Заев да биде кандидат кому ќе му биде доверен мандатот за состав на влада на Република Македонија. Благодарам. По кратката средба која двајцата има во председателскиот кабинет, Заев рече дека очекува да состави новата влада пред истекот на рокот од 20 дена. Преговараме со ДУИ Алијансата за албанците и БЕСАС за учество во новата влада, додаде мандатарот. Очекува и мирен трансфер на власта. Јас верувам дека прво сите сме уплашени како луѓе од тоа што го видовме на 20. Верувам и тие. Тоа нека биде поука и порака до сите да не се повтори никогаш. Учеството во работни средби кои што ги има во саботата, ако не се лажам, заедно представници на сите политички партии, мене ми дава надеж дека низ институциите на системот ќе се носат сите одлуки. Јас, како што реков, сакам успешен мандат. За успешен мандат ми треба соработка со идната опозиција. Потсети дека го добива мандатот за состав на новата влада точно на датумот на кој пред 2 години се одржа големиот опозицијски протест во Скопје. Гласот на обединета шарена Македонија е гласот на единствена Македонија, нагласи председателот на СДСМ.